надеж која ја надминува депресијата. Самиот наслов кажува за што ќе стане збор во ова наше вечерашно проучување. Значи, ќе зборуваме за една појава, една болест, да кажеме, која се повеќе и повеќе се шири на оваа земја, на оваа планета. Имено, депресијата е глобален проблем кој може секој да го погоди. Дали сме млади, стари, богати, сиромашни, женско или машко, дури и младите и децата можат да паднат во депресија. Интересно, според некои податоци почитувани, повеќе од 350 милиони луѓе од сите возрасти патаат од депресија. Депресијата представува глобален проблем и затоа медицината се повеќе и повеќе посветува внимание. На крајот знаеме некои тешките депресивни случаи како завршуваат. Но ова предавање ќе ни помогне како од Божја гледна точка, од Библијата, да може да се ослободиме, бидејќи, рековме, секој од нас може во животот да западне во таква ситуација. Според Светската здравствена организација, депресија е општо ментално пореметување, кое се карактеризира со тага, губење на интерес или задоволство, чувство на вина, недостаток на самопочитување, пореметен сон или апетит, чувство на умор или слаба концентрација. Еве, тоа се неколку сегменти кои се како надворешни знаци кои укажуваат дека некоја личност е на пат кон депресија. Може сите ги нема од овие наведени работи, меѓутоа очигледно некои од овие се знаци кои покажуваат ако јас се најдам, например, или ти во една таква ситуација. Во најлош случај некој рекол дека депресијата може да донесе дури до кревање на рак. Има такви случаеви, знаеме, некои си кренале и рак. Може би бил испуштен од страна на докторите, не бил под контрола, постојат лекарства за смирување и така натаму. Меѓутоа, на жалост, еве некои креват рака и на себе, што е секако најтрагично. Секоја година, според некоја статистика, 1 милион луѓе умираат со смрт поврзана со депресијата. Каква бројка, почитување? Голема, висока бројка. Секоја година 1 милион луѓе на еден начин ќе го изгубат животот, затоа што се нашле во таква ситуација и немало лек за нив. Не може да се изборат, а постои лек. Постои, меѓутоа, на жалост, ете некои тој лек не го искористили или пак можеби не им помогнал. Сепак, на темелот на детални разговори со преку 89.000 луѓе, резултатите покажале дека 15% од жителите од земјата се со големи примања, во споредба со 11% на жителите со мали или средни примања, заболеле од депресија во текот на животот. Значи, погодени си богатите и сиромашите. Нема тука некој скалело или одбранбен зид, дали си богат или сиромашен, дали живееш во развиенат дел на светот или не. Значи, еве, 15% од жителите од земјата со големи примања, значи оние кои се во горниот дел, во споредба со оние што се 11% со помали примања, заболеле од депресија во текот на животот. Тоа покажува дека навистина треба да се обрати внимание. Ако некој личност приметиме дека ги има оние претходните работи што ги наброевме, приметиме, тогаш треба да се превземат мерки. Главен фактор кој допринесува да жените заболат од депресија е губење на партнерот, било поради смрт, развод или раздвојување. Зборот партнер, да не ве буни, се мисли на сопруг. Како е да е, тоа се губитоци во животот на едната или на другата личност и тоа допринесува една празнина се појави во душата, во срцето на таа личност. Еве овде станува збор сега според ова биомедцентар, значи за жените. Паѓаат во таква ситуација поради овие причини што ги наброевме. Секако постојат и други причини како човекот може да се најде или жена во депресија. Генетски проблем кој влие на равнотежа на хемиските субстанции и така натаму во мозокот. Значи, постојат и генетски проблеми, стресни животни настани,
смртна сакана личност, губење на работа, развод и некој друг облик на вознемиреност. Сето тоа може да биде причина да некоја личност во дел од својот живот да се најде во една депресивна ситуација и на тој начин, ако не се преземат мерки на време, значи може да се продлабочи тој проблем. Депресијата може да го загрози животот на човекот и бара успешно лекување. Не е се лекувањето во таблетки или во инекции. Тоа си има свој дел од лечењето. Меѓутоа, на крајот од ова предавање ние ќе заокружиме, ќе видиме каде се наоѓа решението, односно лекот, за да излеземе од таа темна соба, од таа мрачна соба во која човекот се нашол. Депресијата може да го едноставно онеспособи човекот. И затоа да не размислуваме дека ние може самите да се излечиме. Секако потребна и добра волја кај човекот. Милиони луѓе живеат во темна сенка на тагата, потиштеност и немат излез едноставно. И често се борат со чувство на безвредност. Во таква ситуација, таквите лица мислат дека се безвредни. Тие не вредат во општеството, во домот, на работа, тие се неспособни и постојано таква мисла ги удара како чекан во главата, како чекан, знаете, и човекот се повлекува и кога ќе дојде до зид, нема каде да оди и потоа оној непријателот на човекот му вели за тебе нема живот. Направи го на што го прават таквите луѓе кои ќе се најдат во таква ситуација. Но, почитувани, луѓето одат во такви мрачни соби, условно кажано, и не гледат излез. И тоа ги притиска во нивните умови. Скоро 22 жени од 100 ќе доживеат еден или повеќе облици на тешки депресии во текот на својот живот. Гледате каква е таа статистика. Немилосредна е. 22 жени од 100 ќе доживеат некој облик на тешка депресија во својот живот. Но тука се и мажите. И тие може, и ние како мажи може да се најдеме во таква темна соба. Скоро 13 од 100 мажи во текот на својот живот ќе се соочат со некој облик на депресија. И затоа, ако се најдеме во таква ситуација, може се најде секој, не е крајот на светот, постои решение. Децата на возраст до 10 години исто така може да доживеат депресија. Гледате и дечињата, иако се тие млади, со чисти умови, но сепак она што тие го гледаат, што го чувствуваат, може да доживеат и тие депресија. Многу фактори влијат на да жените бидат поподложни на депресија поради стрес отколку мажите. Секако, жените се послаби, да кажеме вака, во може физички, но сепак тие се почувствителни. Жените се склони 4 пати повеќе на сезонската депресија од мажите. Знаете, сезонска депресија. На некој му смета е во ова време. Дожд, магла, сивило. И самата временска ситуација на некој делува да се повлече во себе. И затоа овде стручњаците, ќе го спомнеме тој и покасно малце подоцна, предвидуваат и предлагат шетање, излегување во природа. Ако се најдеме во таква депресивна ситуација, шетањето, овде имам проценти колку помага 15-20 минути дневно или 2 пати, 3 пати во седмица да се отиде, да се прошета. Тогаш човекот дише и со очите, и со ушите, и со телото, отколку дома да бидеме затворени. Гледате ова фотографија. Жената седнала крај прозорецот, замислена, задлабочена во некои своји проблеми и не гледа излез. Иако пред неја прозор со џамови, со стакло, може да гледа во надвор, меѓутоа умот ја притиска да се повлече во таа темна соба. Многу фактори влијат да жените бидат поподложни на депресија. Прво, помалку изложени на сончева светлост. Гледате, и тоа допренесо. Зато зимно време, пред малце рековме, сезонски депресии постојат. Значи, зимно време, кога сончевата светлост е позакриена, и времето депресивно делува на луѓето. Во ова прилика гледаме на женскиот пол. Второ, варирање на хормоните во репродуктивните години. Значи, кој ќе се најде жената во таа фаза, во тие години, исто така доживува депресивни моменти. И ние мажите треба да имаме разбирање.
И велиме, па не беше таква кога се мажев, кога се земев. Меѓутоа, во текот на годините те доаѓаат и такви моменти. Жената во многу култури не ужива иста положба како и мажите. То го знаеме тамо на Блискиот исток, во третиот свет, жената е втора категорија, нема право на глас, а жената то го доживува, но не може да го искаже и тоа депресивно делува. Понатаму, може да кажеме, неплодност или побаќај, исто така тоа делува. Или после раѓањето се случуваат такви моменти, имаме примери кај што жената едноставно во тие моменти доживува депресивни денови или часови и треба помош, за да може да се издигне, да излезе од таквата ситуација. Орални контрацептивни средства. Значи се земат таблетки за да се ублажат некои тегоби, некои притисоци што личноста ги има. Хормони, циклична улога, еднаш месечно или во период после породувањето, тоа што го спомнам. Значи, едноставно и тоа влие да некоја личност, посебно сега зборуваме за женскиот пол, да доживее депресивна состојба. На жените кои патат од депресија потребно им е озбилна нега и сочувство. Значи, потребно е време да се помене со таквата личност, жена со жена, да може да ја охрабри, да ја утеши, да сочувствува во тие моменти. Знаете, убаво да се делат совети сето, меѓутоа кога некој ќе се сочувствува, кој ќе дојдеш на тоа ниво, дека да ја делиш, да го делиш тој проблем со дотичната особа, многу полесно ќе биде на таа личност која се наоѓа во таква состојба. Сега, лечење на депресијата. Значи, ќе се случуваат такви моменти, но има и лек излез. Постојан умор, губење на силата, човек кој ќе се најде во таква ситуација, не му се работи, не му се живее, дури јадењето го прескокнува. Или пак јаде храна која не е здрава. Подосно ќе споменеме некои сегменти. Губење на концентрација. Не може таквата особа и да вози, посебно автомобил. Опасност е за себе и за оние кои се во сообраќајот. Неодлучност. Не може да донесе одлуки. Чувство на вина. Постојано се обвинува таквата особа, таквата личност, дека е тој или таа виновна за ситуацијата во која се нашол. Недостаток на самопочитување. Потешкоти со спиењето. Тоа е исто така фактор или причина да таквата личност не може да спие и затоа земат таблетки, се повеќе и повеќе, а се оштетуваат некои други работи. Незаинтересираност за секојдневните активности. Размислување за смртта и за самоубиство. Намален или зголемен апетит. Незаинтересиран за општествените односи. Се тие се причини или работи кои ќе се појават кај една личност која ќе се најде во една таква депресивна ситуација. Затоа, почитувани, треба да имаме разбирање ако некој наш пријател, роднина и некој наш домашен може ќе се најде во таква ситуација, мора многу љубов да се покаже према таквата личност. Многу разбирање, чувство на внимание, зашто и да бидат под присмотра таквите личности, зашто рековме, точката прва, размислуваат за некои морбидни работи и на крајот, на жалост, некои тоа го прават, ако не бидат под контрола, но неусловно кажано, кои се здрави. Секој кој има симптоми на депресија треба да побара помош од обучен или стручен здравствен работник. Значи, постојат лекови, постојат луѓе кои се специализирани за тоа и може да помогнат на таквата личност да се издигне над проблемите, да се врати повторно во таа нормала. Лечење депресијата. Медицински факултет на Харвард што напишале. Редовна физичка активност може да го подобри расположението кај луѓето со блага или умерена депресија. Може и да одигра важна улога во лечењето на потешки облици на депресија. Редовна физичка активност. Во овие предавања што ги имаме во петоците, тајните на квалитетниот живот, постојано нагласуваме редовна вежба, шетање, движење, физичка активност. Физичка активност помага во сите сегменти на човековиот живот. Па гледаме и овде во лечење на самата ова тешка депресија која, рековме, се повеќе и повеќе зазема мах во целиот свет. Физичка, редовна. Не еднаш сме отишле 5-10 минути и готово. Редовно, значи телото треба да се намекне. Во тој ден, во толку часот, ние посветуваме 5, 10, 15 или колку може да одвоиме минути. Уште една изјава.
Во истражувањето објавени во архива на интерната медицина, во кој учествувале 156 пациенти кои патат од депресија, им бил препишан програм од аеробни вежби или некои антидепресивни или двата. После 16 седмици, 60 од 70% од луѓето во сите тие групи повеќе не пателе од депресија. Што правеле тие? Имале редовни аеробни вежби. Значи, одвоени имале план, редослед по кој тие вежби ги правеле. Од 70%, 60% били излечени. Може би терапијата тие се ја земале, но како телото се бори против болест и лековите полека биле ставани на страна. 156 пациенти кои пателе од потешка или полесна депресија. При истражувањето објавено во 2005 година, утврдено е дека шетањето со брзо одење околу 35 минути дневно, 5 пати во седмицата или 60 минути дневно 3 пати седмично, значително помага во подобрување на состојбата на луѓето со блага или умерена депресија. Гледате колку е важно да имаме редовни физички активности. Секако ако некој копа цел ден на нива, тој ќе има помалце физички активности, зашто е веќе физички работи. Меѓутоа, ако работиш во канцеларија или некои други места кај што телото мирува, си врзан за столица, за стол и таква ти е професијата, треба почитуваме да одвоиме за наше здравје и да не сме во депресија и да ги неме овие симптоми што ги спомнавме. Физичките активности се навистина добре дојдени. Медицинските стручњаци од Британија испитувале поврзаноста на депресијата со исхраната. Гледате сега исхраната колку исто така влие некој да се најде во таква ситуација. Со исхраната кај повеќе од 3000 средновечни канцелариски работници во период од 5 години, значи 3000 луѓе кои работеле во канцеларија, се дале да бидат испитувани и да се прави експеримент. Во период од 5 години открили дека кај они кои јадат брза храна, која е богата со месни преработки, чоколади, сладки десерти, пржена храна, рафинирани житарки и млечни производи, симптомите на депресија биле поизразени. Дали веруваме во тоа? Знаете, брза храна. За 3 минути, 5 минути ќе ти спрескат сендвич, вака голем, па ќе ти стават кетчап, па што уште стават, мајонези, па разни зачини, и то брзо се јади, претежно компир се става или некои други, може месни производи, потоа ајде со кока-кола ќе се тоа полие, па некоја сладка и стомакот ти е полн. А витамини скоро нула нема внесено. Но тоа ете индиректно делува да подоцна таа личност ги добие тие симптоми на депресија. Меѓутоа, стручњаците ни нудат, ни предлагат да се јаде уравнотежена храна од билно потекло. Уравнотежена, значи не само да јадеме за зелка 3 месеци зелка. Значи, убаво да биде разноврсно ради витамините, протеините и така натаму. Редовно спиење и одмарење, редовно вежбање на отворено, негување на важни односи со семејството и пријателите. Значи, односите се многу важни. Ние веќе неколку пати нагласуваме во ове предавање колку се битни меѓусебните односи во фамилијата, на работно место, на улица, на пазар, со пријатели, со комшии. Односите се многу важни, пријателството во тој смисол. Доверба во силата и милоста на нашиот небесен Отец. Мислам дека овде се крие најголемото решение, подосна ќе имаме 2-3 примери од Библијата. Луѓе кои се нашле во својата темна соба, луѓе кои посакале да се самоубијат, луѓе кои посакале да умрат, на крајот излегле како херои, уште посилни. Меѓутоа, ова мисла што е овде запишена е многу важна и често пати треба да ја применуваме во сите аспекти на нашиот живот. Доверба во силата и милоста на нашиот небесен Отец. Бог е тука присутен, почитувани секогаш во нашиот живот и тој сака да ни помогне, но зависи од нас колку ние ќе му се отвориме, колку ние ќе му ја дадеме нашата волја, зашто волјата Бог не сака да ја скрши. Бог ја почитува твојата и мојата волја. Промена на обликот на размислување. Ако се бавиш само со негативни и негативен ќе бидеш, промена на сочување на умот, но на што е позитивно.
Не tako samo mislime ќе умреме, ќе се сушиме, ќе дојде тој ден, може и пред време. Но ако позитивно размислуваме, па макар да има и најтешка болест, тоа ќе ни даде сила да ни се продолжи животот и да може навистина да излеземе како херои над болеста што ја носиме. Побарај стручна помош и придржувај се на советите на лекарот. Една од најсилните лекови за депресијата е општествена подршка. Гледате, сега во општеството се прават се повеќе напори, инвалиди, луѓе кои имат разни хронични болести, им се прават услови, дневно престојалиште, кај што дневно ќе бидат тие луѓе таму, ќе се дружат, деца, повозрасни. Општествена подршка е многу важна. Да не се почувствуваат таквите луѓе таму на маргините на општеството, дека сите кренеле раце, па и самото општество. Да, понекогаш таквите лица се терет на семејството, но сепак треба да се носи тоа храбро и заеднички да им се помогне на таквите лица. Топли односи. Значи, топли односи, мил однос, прифаќање на таквата личност, блиски пријателства. Тие лица се претежно затворени, тешко се отвара. Треба некоја личност која е погодна, која знае како да ја отвори вратата. Тие се блиндирани внатре во себе и не сакат комуникација. И секој од нас не е подготвен да комуницира со таквите луѓе. Значи, мора да се најде на фреквенција, за да може да се отвори умот на таквата личност. Силна фамилиарна врска. Ако нема во фамилијата добри односи, таквата личност која е во депресија ќе пропадне уште повеќе ќе заболи. Ако сте нерасположен, доверете му се на пријателот, поделете ги вашите терети со некој во кого имате доверба, ова е важно. Ако нешто ме притиска, се наоѓам во таква ситуација, ги имам тие симптоми, добро да пронајдеме некој со кого може да поделиме. Може дори во домот не можеш со секого да поделиш, или со жената, со мажа, со децата, со некој пријател во кого имаш доверба, кажи му го она што те притиска. Кога лицето се бори со стресот, контролирањето на стресот може да биде од корист, како и уравнотежен однос со Бога. Ајде да видиме сега неколку личности во Библијата, почитувани на луѓе кои се нашле во тешка депресивна состојба. Овде го имаме пророк Илија. Самата слика ни покажува дека тој тотално го допрел дното во својата депресија. Иако пред неколку часови бил во кулминација, бил горе на врвот, како него немало, силен, јак херој, верен на Господа. Тој бил директна комуникација со Бога, на негова молитва паѓа оган од небото и жртвата, камењата изгореле како бензин. Сега Илија секојдневно, кој бил изложен на стрес, паднал толку ниско, што посакал да умре. Тој на гората Кармел се спротиставил на тие идолопоклонички пророци, на паганскиот бог Ваал. 3,5 години на негова молитва не врнало дош во Израел. Замислете колку бил силен пророк. На негова молитва повторно дожот почнал да паѓа. Меѓутоа, за време на овие 3,5 години зеленчуците, се што било посадено, тревата, се што било зелено се исушило и немало плод. Тој подосна ќе се помоли и ќе дојде повторно дожд. Но, замислете сега Илија во каква состојба се наоѓа. За него била распишена потерница. Потерница. Знаеме Ахав и неговата жена што направиле. Толку бил под стрес, што Илија побегнал и се сокрил. Илија секојдневно бил изложен на стрес. Таква била и професијата. Тој се занимавал со пророчка служба и тој често пати ги посетувал луѓето околу себе, разговарале, оделе и на тој начин секојдневно бил под стрес. Посебно кога за него разбрал Ахав и неговата жена. Језавеља, жената на царот Ахав, му се заканила на Илија дека ќе му го одземе животот, а то не е ни малце лесно. Знаете, денеска некој по телефон ќе те се закани или ќе ти прати SMS порака и луѓето реагира, то делува стресно. А Језавеља напишала потерница по целиот
по целата држава. Ако некој го најде, ќе добие награда и главата ќе му биде отсечена на Илија. Меѓутоа, Господ го видел неговиот исплашен слуга. Исцрпен и оставен, Божиот пророк побегнал во пустината. Не бил оставен од Бога. Тој така се чувствува. Луѓето кои ќе се најдат во некоја депресивна ситуација се чувствува дека се осамени, дека никој не води сметка за нив. Илија го доживел тоа почитување. Илија, навистина, кој бил сведок на Божи чуда и поради тоа бил исполнет со таква сила, што излегол на Мегдан со 450 валови пророци, сега ова искуство на гората Кармил на Илија се претворило во разочарување. Жената на Ахав му се заканила дека ќе му го одземе животот. И така Илија исцрпен се повлекува таму далеко во пустињата. А знаете, во пустињата нема живот и полесно може да го прекине својот живот. Тој таму се повлекол, мислејќи дека побрзо ќе умре. Како одел подалеко од населеното место, депресијата се повеќе и повеќе се ширила во неговата душа. Збунет, обесхрабрен, ја објавил својата желба пред Бога. Светото писмо вели: веќе ми е доста од се, рекол Илија. Земи ми ја душата, зашто не сум подобар од своите татковци. Дали сте слушали нека слична изјава од некои луѓе? Јас сум слушнал. Доста ми веќе од овој живот, не ми се живее. Немам пари, немам работа, не сум женет, не сум мажена, немам ова, немам куќа. И така човекот само ги реди керамидите на грб, ги реди и по тој терет паѓа. Илија вели: Боже, доста ми од се. А само пред неколку часови или денови Илија бил горе на планината Кармил. Тој бил жива врска помеѓу Бога и присутните илјадници луѓе. Сега Илија вели: Господе, земи го мојот живот, зашто не сум подобар од своите татковци. Илија станал толку депресивен, почитувани, што тој мисли дека повеќе не треба да живее. И кога се дава коментар на ова негова изјава, читаме во книгата Пророци цареви: во животот на секој човек настанува период на големо разочарување и крајна малодушност. Тука сите ние припаѓаме. Во животот на човекот настанува период од големо разочарување. Дали е вистина? Се случува. И крајна малодушност, кога мора да испиеме чашата на болката. Кога ни е тешко да веруваме дека Бог е се уште милослив кон земските деца и полн со љубов кон нас, кога немир ја обзема душата и смртта ни изгледа помило од животот. Овој коментар на претходниот текст на Илија од книгата Пророци цареви. Доаѓаме во таква безизлезна ситуација, доаѓаме до зид. Илија дошол до зид и нема излез за него. И ние понекогаш се случува. Треба да ја испиеме чашата на болката до дно. Кога ни е тешко да веруваме дека Бог е се уште милостив, тогаш вели нашата душа ја обзема смртта, немир и ни изгледа дека смртта ни е помила од живот. Понатаму, во тие моменти мнозина губаат вера во Бога и стануваат робови на сомнеш и неверство. Кога во такво време би можеле да ја согледаме величината на Божјето провидение, со духовни очи би забележеле како ангелите се трудат да не спасат од самите нас, да не ги постават нозете на основа поцврста и од вечните планини. Тогаш во нас би се појавила нова вера и нов живот. Ова е коментар на случката со Илија, почитувани. Во тие моменти Илија изгубил верата, а само претходно вера кулминација, силна вера. Тогаш ние стануваме робови на себе си, на својот сомнеш и неверство, кога во такво време би може да ја согледаме величината Божја или Бог колку е тогаш заинтересиран за нас, како Бог плаче кога ние ќе се најдеме во таква тешка депресивна ситуација. Тогаш ги праќа ангелите да ни помогнат. Овде во случајот со Илија гледаме како ангел дошол, затрупал на вратата од пештерата и му рекол: Илија, што бараш овде? Може немал звонче, ама сигурно го викнал. Илија го приметил ангелот дека се труди
да не спаси од нас самите или самиот Илија. Ангелот вели стани, ангел што му донел уште? Храна му донел, да се окрепи физички, зашто Илија имаш уште работа, треба да благословаш уште луѓе. Има пред тебе уште мисионство што треба да работиш, ти не си за смрт Илија. А ангел му ги поставил нозете на основа подцврсти од вечните планини. Тогаш вели во нас би се појавила нова вера и нов живот. Има случаеви кај што Бог луѓето ги извлекол од тој понор, од тој глиб и станале на чврсти нозе. И тие луѓе станале чврсти верни во Господ, зашто свртиле нова страница. Илија ни е почитувани пример во тоа. Бог во тие пресудни мигови во животот на Илија му обезбедил храна и вода и го повикал да се одмори, го охрабрил со сигурна потврда дека и понатаму е со него. Ова е многу важно. Многу е важно. Ова за Илија било охрабрување. Илија не само што ќе има таму 3,5 години на чуден начин ќе биде хранет од страна на птиците, Илија ќе се издигне, зашто му дозволил на Бога. Ако и ние понекогаш се најдеме, а претходно читавме дека во животот ќе се најдеме, дали во помала или во поголема депресија, во поголеми или помали проблеми, да му дозволиме на нашиот ангел да не подигне и нозете да не ги стави на чврста основа. Илија ја напуштил својата темница на очајување и уште еднаш ја почувствувал радоста во светлоста на Господовото присуство. Луѓето во таквите мигови се повлекуваат во своите темни одаи, во своите мрачни соби. И тука им е најлесно, тука им е најдобро, тука се чувствуваат безбедно, никој не ги гледа, никој не ги прашава, никој не бара од нив ништо. Илија посекал таму во својата темница да умре. Одиме на уште една личност што сакам да се подсетиме. Но претходно да кажем дека сите ние во некој миг патиме од депресија. Тоа е вистина. Но Исус вели на сите нас вечерва порака: дојдете кај мене сите кои сте уморни и натоварени. Ја би овде слободно би го избришал ова и би додал: дојдете кај мене сите кои сте депресивни, сите кои ќе се најдете во тој глиб, во таа пештера темна. Дојдете кај мене. Јас ќе ви дадам одмор. Исус вели: јас ќе ве успокојам. Јас ќе го избришам тој терет, јас ќе го превземам на себе. Ова госпоѓа или ова девојка млада по име Синтија. Тоа не е вистинското нејзино име. Била стручен соработник во некоја агенција, односно книжара, автор на една книга, доживеала длабоки депресивни мигови во својот живот. Но, читајќи таа книга, што таја добила, успела некако тие совети кои ги нашла во таа книга да ги примени во својот живот. И интересно, се ослободила од разочарувањето во кое се наоѓала. И сега, следејќи ги тие совети и упатства што ги прочитала во книгата, Синтија дава еден осврт, едно свој ведување. Ако и ние се најдеме како таа што била во таква тешка ситуација, како да излеземе како победници. Еве што таа кажала и ќе го читаме заеднички текстот. Ако подолг временски период сте депресивни, побарајте помош. Сосема нормално. Не можеме ние самите да се бориме. Немојте да ги отфрлате лековите. Лековите може да го срушат зидот на темната страна која ве обкружува. А тоа ќе ви даде сила да усвоите нов начин на живот кој ќе ви помогне да се опоравите. Пронајдете добар лекар со добри препораки. Поделете ја борбата со некој и замолете ја таа личност да се моли за вас. Ова е лично искуство на ова личност Синтија. Ако вашата депресија е животна борба, а верувате, тогаш поделете и со Бога. Видите кај таа нашла решение. Ги имала лековите на почетокот да се ослободи од таа мрачна соба, од тој притисок што таа го имала во душата. Но вели, ако верувате во Бога, тогаш поделете го проблемот со Бога. Јас посебно го сакам стихот од Псалом 63:7, каде пишува: ти ми стана помош, радосно извикувам во сенката на твоите крилја. Добра терапија е учење и читање на одредени делови радости, како таа што ги нарекува од Библијата.
Направете свој дневник на радоста, каде што секоја вечер пред спиење ќе ги запишувате вашите искуства на радост и благодарност и заблагодарете му на Бога во молитва за миговите на радост. Храните го својот ум со она што е добро. Подвлечете ги стиховите кои изборуваат за среќата, радоста, задоволствата, како би ги применувале секој ден во својот живот. Гледате, едноставно звучи, но многу е важно. Освен лекарствата што треба да се земат, но ако верата во Бога и како ова Синтија што доживеала, успела да се излечи, да се издигне на таа депресија, но имала таа потпора во Господа. Го цитира овој прекрасен стих во Псалмите 63. Ти ми стана помош, радосно извикувам во сенката на твоите крила. Убаво да се води дневник, значи доживување што ги има. И тоа не храбри. Вчера, завчера, што сме биле, каде сме биле, а кај сме сега. Синти тоа го доживеала. Храните го својот ум со она што е добро. И да запамтиме, почитување. Умот постепено го освојува она со што сте го хранеле и за што сте размислувале. Значи, со што го храниме умот, и тоа ќе биде дел од нас. Во Библијата постојат и други примери, како Саул, го спомнавме ние во претходното проучување, Илија го спомнавме, но друг аспект. Саул исто така бил во една тешка депресија. Тој отишол дури кај една вражарка да бара совет, да бара помош. Он е негативна личност. Знаеме, му свртил грб на Бога и како завршил на бојното поле. Го видовме вечерва Илија. Искуството на Илија многу ни значи. Може да биде и твое и моје искуство. Сите ние во некој миг во нашиот живот сме се нашле како последица на животот во таква ситуација. Во тие мигови може да се потпреми на Бога, како тоа што го правила Синтија. Умот постепено да го храниме со добри работи. Бидејќи ако го храниме со лоши работи, тоа на жалост ќе не издаде. Тоа ќе биде лошо решение за нас и за нашиот живот. Нека навистина позитивно да мислиме, да се храниме со позитивни мисли. И на тој начин многу полесно ќе се издигнеме на таа депресија која е дел од нашиот живот. Бомбардирани сме со стресни моменти. Тоа делува на нашиот физички живот, на нашето здравје. Но Бог ни нуди решение. Бог вели, дојдете кај мене, сите кои сте уморни и натоварени, и јас ќе ви дадам спокој, и јас ќе ви дадам одмор. Нека мој слава на Господа за ова вистина, за ова сознание и за овој лек што тој ни го нуди постојано. Амин.